правиме ручек или вечера, секогаш имаме избор, освен ако не се моите рецепти кои се баш туристави и се што имате во фрижидер, секогаш треба да биде некоја убаво парче месо и одреден прилог. Денешниот рецепт, односно предлог, може да биде ручек или вечера. Рибата е многу здрав оброк кој треба да го конзумираме, а посебно денешната која е лосос. Лососот е богат со масни киселини, омега-3 киселини и една од најздравите опции за риба кои постојат. Денес ќе ви подготвам лосос кој ќе го направам на грил тава. Ќе му направам убав сос нежен кој одговара со нежното месо на лососот и ќе направам гнезденца од варени компири. Ги наречков гнезденца бидејќи се варијанта на како да подготвите компир, бидејќи нели тој не е од главните храни кои ги конзумираме, а ова е една варијанта кој, ако мене ме прашувате, може да и само како посебен оброк да го конзумирате ова гнезденце од компир. За да го подготвите овој рецепт, потребни ви се варени компири. Јас имам тука 4. Бидејќи сакам да ви презентирам, ако сте поголемо семејство, направете повеќе. Компирите прво сварете ги со селушпа. Значи важно е да бидат сварени со селушпа за да бидат по-суви. Доколку ги варите без лушпа, тие можат да бидат по внатре поводести, да се спојат со павлаката, со водата која се наоѓа во сувомеснатото и да се направи да се разлее целата количина. Вас ви треба баш суво гнезденце, каде што компирот ќе биде во форма на некое потпечено пире, убаво зачинето со сите состојки други кои ќе ги употребиме, ќе го ставиме во редна и ќе имаме едно декоративно и исто толку вкусно оброче. Значи јас тука имам 4 компири, од кои едниот е малку поголем, затоа ќе го исечам на половина за да направам 5 гнезденца. Имам една гмечалка за пире и најпрвин ќе подмачкам хартијата под секој компир заради тоа што сакам одоздола да се пржи во рерната. Секако ќе користам брилијант маслиново масло. На 5 места. Малку ќе направам просторче, не ставам насекаде бидејќи нема потреба да го фрлате маслиновото масло, од околу нема да имаме состојки. Секогаш треба одговорно да се однесуваме кон храната. Ќе ги ставам компирите на местата. Ќе си го приближам за да не бидам качена на маса. И ќе ги згмечам само еднаш. И ќе ги оставам во таква позиција како што се згмечени, затоа што дозгора ќе им ставам папака, кашкавали и сите останати состојки. Ги правам како гнезденца и полузгмечени заради тоа што малите парченца кои остануваат по компирот убаво ќе се запечат. Кога ќе ставиме масло и кашкавал, тие ќе се раскрцкат и ќе има неколку текстури, неколку нивоа компирот кој во суштина е многу неутрален. Јас мислам дека на компир би можела да живеам. Во суштина, во сите емисии, на сите состојки изгледа можам да живеам. Не знам тоа дали се гледа, ама да, компирот ми е една од омилените храни. Одозгора, повторно ќе ставиме брилијант маслиново масло, на само пропрскано, за да му помогне во процесот на готвење. Додека ги подготвувам останатите состојки, ќе загреам ридната на 200 степени. Ридните на горење имаат опција за вентилатор, ќе го уклучам во случај, заради тоа што сакам еднакво и брзо да ми се подготви гнездото. 200 степени. И уклучете ридната да биде баш загреана за кога ќе го ставите компирот, веднаш да почне да се готви. Во овој случај немате рецепт каде што треба да се подготви храната, таа однапред веќе подготвена, значи компирот е комплетно сварен, ви треба само да се спојат состојките, затоа нема потреба да губите време, бидете ефективни со вашето време. Ќе подготвам еден сос. Во сосот ќе ставам неколку лажици павлака. За 5 компири мислам дека ми се потребни околу 3 онака полни лажици павлака. Тука имам нарендан пармезан, кој го нарендав на крупно. Намерно го нарендав на крупно, заради тоа што кога ќе дојда врз гнезденцето, делумно ќе се стопи, меѓутоа ќе останат малецки врвови кои исто така ќе се запечат.
тука имам околу 100 грама, иако делува голем куп, пармезанот е изрендан. Во суштина ви треба многу мала количина за да направите голем куп на пармезан. Цврсто сирење и убаво ќе го размешам. Ви треба да биде густа смеса. Доколку сакате да направите можеби тава од ова јадење, апсолутно сум го пробала и многу убаво изгледа. И ги наредите компирите во длабока тава, ќе ги изгмечите со гмечалка и во овој сос кој сега го правам, односно ова полнење, ќе додадете и малку павлака за готвење. Ќе го прелеете целиот компир од озгора, дарежливо, и ќе го ставите во варена да се потпече. Гнезденцата тогаш ќе се спојат и ќе имате сгмечен компир, значи не пире, него само сгмечен варен компир. А од озгора ќе има слој на различни сирења и млечни додатоци. Прекрасно е на вкус. Имам мајчина душица, една од моите омилени зачини кои сакам да ги користам во мојата кујна. Со компирот посебно ми одговарат мајчина душица и рузмарин. Компир и рузмарин ми се совршена комбинација, ама денеска сакав да бидат по-неутрални, бидејќи самиот лосос ми е една неутрална риба и сакав да биде така по-нежна варијанта. Имам едно чешне лук. Ќе го згмечам. Само малку ви треба да ви го ароматизира полнењето. И земете по една лажица и ставете ја врз секое гнездо. Убаво распределете ја по површината. Ке се разлее, бидејќи голем дел од состојките кои ги употребивме ке се стопат во процесот на печење. Ама треба да бидат така измешани компир, павлака. Иако мислам дека е мит, не знам, многу долго верував дека риба не се конзумира со млечни продукти. Мислам дека тоа важи баш само за млеко. Доколку имате проблеми со варење или потешкоти со желудникот, мислам дека не треба да конзумирате, бидејќи знае понекогаш да биде баш токсична комбинација. Но, во мали количини, дали тоа би било мека сирење, павлака во комбинација со витанез, по мене се една одлична комбинација која може да се конзумира и со риба. Значи, многу долго ми требаше да се охрабрам, да ја истестирам дали можам риба да конзумирам со млечни продукти, ништо не се случи. Тука имам пилешка шунка, секако на нашите пријатели Пекабеско. Ќе искористам да направам малецки коцкички кои ќе го дополнат вкусот и ќе дадат една убава суво месната нота на целото јадење. Ја насечкам на коцки. Баш. Може би имам голема количина тука. Меѓутоа, ќе ја задржам другата, за некоја крем салата може би понатака да направам. Да, преголема ми е оваа количина, значи нас ни треба околу 100 грама, тука имам повеќе. Ставам од озгора. Не само што се вкусни, навистина изгледаат прекрасно, убави се и за празнично некое прославување. Ќе ставам црн бибер, врз секое, сол, само помалку, бидејќи солени ни се селењата, но павлаката е по-неутрална, и по неколку капки брилијант маслиново. И одат во рерна околу 10 до 15 минути на 200 степени, доколку е загреана рерната, брзо ќе почнат да се готват, иако се студени, доколку компирот е топол, односно веднаш го варите, па сте го згмечиле, тогаш ќе им треба многу помалку време, значи внимавајте.
Готови се кога ќе видите дека подгоруваат на одредени делови, павлаката и кашкавалот веќе се стопени, односно делуваат дека се златно жолти по краевите. Следно, лосос. Следно што ќе направиме ќе биде лососот, но сакам да додадам уште еден прилог за оние кои се љубители на месо, да искористам уште еднаш мојата иновативна скара која оди во микро, која ја добив од Карес. Скарата мора најпрви да се стопли, значи по упатство да ја ставате во микропечката, од прилика затворена 3 минути на температура од 900 вати, за да може да се стопли, а потоа сакам да направам моркови. Сакам да ја пробам на најразлични начини, бидејќи бев воодушевена како ги направи плескавиците и мислам дека ќе имам уште една можност се овој пат да направам моркови. Си помислив ако може месо за 4 минути да направи, сигурна сум дека може да направи совршен прилог. Ќе направам многу едноставни моркови. Имам говедска пршута на пекабеско која ќе искористам да ми го ароматизирам морковот, доколку сакате да бидете потполно на здрав оброк. Може да ставите само моркови. Јас сакам да ги намотам морковите со пршута од сите страни, за да ми го впијат тој вкус во скарата, да ми испуштат малку дополнителен вкус во зеленчукот. Ќе почекам скарата, ќе ги наредам морковите, ќе ги ставам повторно 4 до 5 минути да видам дали ќе имаме варен убав морков. Нема да го засолам, на крајот кога ќе заврши се, кога ќе ги извадам, ќе ги пропрскам со сол и со бибер. Ќе ги одложам на страна додека ми се згрее скарата. А за тоа време ќе го подготвам лососот. Имам повторно нова тава Лео од програмата на производите на Карес. Заљубена сум во Лео програмата, не само заради тоа што го носи името на син ми, то навистина имаат таков минималистички дизајн кој совршено одговара. Дополнително ми се допаѓаат заради тоа што имаат нелепливо дно, убава легура која дозволува и најнежното месо како што е лососот да биде сготвено до совршенство. Имам одличен лосос која ми го достави пакет МК од нивната рибарница, свеж лосос, и за да ќе го подготвам на наедноставен начин. Ќе искористам еден лимон и мојата алатка која ќе ми овозможи да го попрскам со лимон и да биде целосно облеан во тој лимонов вкус. Од двете страни. Ќе ставам малку прво маслиново брилијант масло. Кога користите грил тава, секогаш парчето месо треба да биде убаво премачкано, никогаш немај да ставате маснотија во тавата, бидејќи на тој начин ќе имате пржење отколку баш грил. Мислам дека ова беше знакот дека е готов. Готова е скарата. Да. Ева мојата скара. На незе ќе ги наредам морковите со пршутата од озгора. Се надевам дека исто ќе бидат вкусни како и бургерите кои ги направивме. Ја ставам пршутата само заради вкусот. Пекабеско имаат одлична месна програма со најразлични видови на пршути, сланини, сувомеснати продукти. Убаво. Не знам дали слушате? Веќе почнува да се готви.
убаво затворете го. Мислам дека ми избега. Еден обид за бегство имаме. И одат во редна околу 4 минути. Доколку има потребно повеќе, ќе ги пуштиме уште некаја минута. За тоа време да се вратиме на лососот. Тавата е веќе загрејана, заради тоа што сакам да го заштитам месото на лососот, да се готви само од топлината. Ќе насечам тенки кришки лимон, многу тенки кришки лимон, кои ќе ми бидат како подлога врз која ќе го пржам лососот на вистина тенко. И ќе му дозволам само топлината на тавата да се сготви. Рибарницата на Пакет МК има совршено квалитетни продукти. Апсолутно можете нивниот лосос кој е навистина свеж, секогаш го имате и датумот кога е пакуван, да го користите дури и жив, посебно овој кој никогаш не е смрзнуван. Ќе ги ставам кришките лимон и врз нив ќе го ставам парчето лосос. Прекрасен звук. Така нежно ќе се готви лососот. Без при тоа да се изгори неговата страна која прва е во допир со топлината, иако овие тави нудат можност да не се залепи ништо, апсолутно доколку ја ставите и од страната каде што е нежно месото, нема да ви се залепи, ви ветувам. И за тоа време сакам да подготвам еден нежен, убав, неутрален сос кој ќе го ставиме како нишка во над нашиот лосос. Тука имам 2 лажички вода. Да, вода. Ќе ставам 1 лажица павлака. Ќе размешам. За да добие како јогурт структура, ама не користам јогурт намерно, користам павлака, бидејќи таа има поконцентрирана млечна мас. Само да ги проверам. Ми треба уште малку. На тивко ги правиме. Убаво размешајте павлаката. Внатре имам 1 лажичка сенф. Убав сенф сос. Сакам да ми биде баш нишка врз лососот. Ќе ставиме само малку, доколку сакате да го конзумирате. Имам 1 чешна лук. Половина ќе ставам за оваа количина, мислам дека ми е доволна. Ќе ставам бел бибер. И малку сол. Нежно, убаво сосче, кое ќе го употребам за лососот. Лососот мислам дека сега е време да го засолиме. Бидејќи ќе го превртиме од другата страна. И внимателно. Само без лимонот, ми треба лимонот да ми ја заштити другата страна. Одзгора ќе примачкам малку путер, додека е топол лососот, за убаво да го ароматизира. Се разлева по парчето лосос, кое се пржеше врз лимонот. Ќе му дадам уште некоја минутка и морковите се веќе готови. Ќе ги провериме дали беа доволно време во микрото. И дали се готови. Или можеби им треба уште некаја минута, апсолутно по упатството. Пробам да го расечам. Совршени се. Ќе ставам на страна пршутата, бидејќи можеби не сакате да ја конзумирате.
доколку сакате, како мал чипс е веќе убаво испечена и е дополнителен вкус. Морковите ќе ги премачкам повторно со малку бутер, за да им дадам сјај, вкус и дополнителна текстура во храната. И ги посолам, бидејќи претходно не ги посолив. Ќе им ставам малку лимунов сок за да ги врзам вкусовите и бибер. Совршени, сварени, нежни моркови со вкус на говедска пршута. Ставам уште по некоја капка лимон врз мојот лосос и мислам дека и лососот е веќе готов. Само толку. Преубавите тави на карец, свежата риба од пакет, со прекрасното маслиново масло на витаминка. Сето тоа подготвено на убавиот плин на мојата плотна на горење, ќе ви направи еден феноменален ручек. Секако додадете лимон, заради тоа што нема добра риба без лимон и мислам дека се и моите гнезденца готови. Ставам малку од сосот, врз секое парче. И ќе бидат само мишка, убав јогурт, сем сос и моите гнезденца се исто така. Мислам дека ми фали кујна од 20 метра. Апсолутно за се што готвам и подготвувам тука за вас, ми треба нешто што е 20 метра долго, за да можам да ги поставам сите работи без да ви претат, а ви е убаво да ги видите. И преубавите, кои самостојно за себе може да стојат како оброк, гнезденца од варен компир. Тоа беше денешниот предлог. Со помош на иновативната алатка на карес се обидов да направам моркови. Морам да ви покажам дека се совршено сварени, а имаат еден поинаков вкус од варен морков. Значи, меки се комплетно како да се сварени, но имаат една круткава текстура во позадина, ја имаат таа благост и веќе се ароматизирани од говедската пршута. Јас морам да пробам, ќе пресечам мало парче од лососот, сакам да ви покажам дека е веќе готов. Еве, не знам дали може да забележите, веќе е убаво од двете страни обелен, меѓутоа средината станува црвена, тоа значи дека е сочен и се уште има задржано својата свежина и морам да пробам моите гнезденца. Мислам дека се совршен спој. Тоа беше се за денес. Јас ке јадам со полна уста и ке зборувам, заради тоа што ова е еден од моите омилени рецепти. Може би ги подготвувам најчесто посебно, засебно еден од друг, заради тоа што самите за себе можат да стојат како посебни оброци. На денес решив да ви ги подготвам заедно, заради тоа што може би ќе ви дадат идеја како да испланирате некаја вечера или ручек, каде што сите вкусови на целото семејство ќе бидат убаво испочитувани. Компирот, најпрво го чувствувате компирот, потоа ве удира тој вкус на кисела павлака, со малку пармезан и запечен кашкавал и најгоре го добивате вкусот на совомеснатата шунка.
И лососот сам за себе е приказна. Лимон, сенфот, јогурт сосот, различни слоеви на еден едноставен и лесен рецепт. Ова беше мојот денешен избор, а вие пишете ни за вашиот. Пишете ни што готвите, што најчесто правите на вашите трпези и што би сакале да видите во нашите емисии. Јас ви ветувам дека секој од рецептите кои ќе го побарате, со внимание ќе му се посветам за да создадам нешто уникатно и различно и нешто што ќе содржи мој печат. До тогаш, останете одговорни, чувајте се вие и најблиските, останете ми во добро здравје, секогаш креативни и со нови идеи. Ние се гледаме веќе во следната епизода со, не би знаела што да ви кажам, бидејќи сега ќе смислувам што ќе готвиме утре.